Мозочни удари кај тинејџери. Лекарите алармираат дека се спушта старосната граница. Најмладите пациенти имаат по 14 години. На годишно ниво во Македонија има по 5000 случаи со мозочен удар. Голем дел од пациентите се помлади од 45 години. Според лекарите, мозочниот удар е една од најчестите причини за смрт и водечка причина за инвалидитет. Најчестите ризик фактори се висок крвен притисок, дијабетесот, срцевите заболувања, пушењето и стресот. Ако се контролираат овие состојби, може да се спречат на 90% од мозочните удари. Важно е навреме да се препознаат симптомите. Акутно настанување на парализа на едната страна од телото, понатаму искривување на лицето од едната страна, одземен говор, во некој случај може да се јави и главоболка, нестабилност, проблеми со гледањето и слично. По повод Светскиот ден на мозочниот удар, денеска на клиниката за неврологија граѓаните имаа можност бесплатно да направат доплер на артерии. Интересот беше голем. Директорот на клиниката за неврологија, Јован Божиновски, потенцираше дека клиниката има обврска да ја подигнува свеста кај населението за симптомите и третманот. Универзитетската клиника за неврологија, како највисока установа од оваа област, има и обврска да го едуцира населението за значењето на мозочниот удар, за најчестите симптоми и знаци и третман. Впрочем, и мотото на овој денешен настан е мозочниот удар се лекува. Скринингот и вакви денови назначени за различни болести многу ни се битни и сакаме заедно да имаме интеракција со населението, со нашите граѓани, се со цел да ги информираме и да ги едуцираме како побрзо да се препознаат таков тип на заболување и каков тип на начин на живење, на исхрана, на активности треба да имат се со цел да се избегне таков тип на заболување. Со 5000 случаи годишно, Македонија спаѓа во земјите со средна инциденца на мозочни удари. Тоа значи дека на 100.000 жители има околу 300 мозочни удари.